Последни вести денеска. Добро вечер. Обвинителството побара притвор за четворицата осомничени во случајот со злоупотреби околу тендер за чистење на граничните премини и терминалите во периодот од јули 2023 до март 2024 година. За екс-директорот Стефан Богоев, кој денеска со уште тројца осомничени беше изведен пред судија на претходна постапка, има сомнежи за мито од 1800 евра. Осомничените преку фаворизирање одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата му овозможиле на правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износ од над 18 милиони денари. Од обвинителството велат и дека во рамките на истрагата се обезбедени докази за примање и давање награда за противзаконито влијание и дека првоосомничениот примил награда во износ од 111.600 денари за искористување на својата службена положба. По распитот, обвинителката соопшти дека барањето за притвор е заради опасност од бегство и влијание врз сведоци. Ова е рана фаза од истрагата, во која ќе се обезбедуваат дополнителни докази, меѓутоа досегашните сомневања, квалитетот на доказите и вкупните околности ни налагаат обврска да одиме со оваа мерка притворска, предлог за притворска мерка која ја доставуваме до судот. Продолжуваме да испорачуваме реформи. Нашите аргументи сега се гласни и прецизни, вели премиерот Мицкоски по пораката на Антонио Кошта, дека без уставни измени нема напредок на европскиот пат. Без јасно и прецизно дефиниран план не влегувам во авантура со неизвесен крај, кажа Мицкоски. Кошта ја кажа вистината. Уставните измени се единствен услов за ЕУ. Нашиот идентитет не е загрозен, изјави Филипче. Тоа кое што ми беше соопштено од билатералната средба, која што беше помеѓу министрите за надворешни работи на нашиот источен сосед, мислам дека таму драматично се радикализира состојбата и не само што ова не е единствениот услов за да влеземе во процесот и да го тој процес изодиме до крај, туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас, која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок, така што јас се повикувам македонската јавност да застани да се обедини околу политиките на владата кога станува збор за ова прашање. Кој не го земал идентитетот и јазикот? Со векови на нас, да не кажам. Никој не ни може да ни го одземе. И ние сега не правиме чекор кој што не е никаков ризик, плашејќи се да не се случи нешто. Цела Европа седи на маса, сите заедно ќе видиме за тоа прашање. Јас реков споделуваме одговорност. Ако тоа се случи, заедно седнуваме на маса и преговараме. То никој не може и не сме да го бара. И тоа е апсурдна, лажна претпоставка. Предлог извештајот на известувачот Вајц за Македонија помина во Комисијата за надворешни работи и кон крајот на јуни ќе се најде на пленарна седница на Европскиот парламент. Изгласани се 11 компромисни амандмани и 2 на бугарски европратеник, а едниот од нив се однесува на историската комисија. Усвоените амандмани Европарламентот официјално ќе ги објави, пошто ќе се знае и дали меѓу нив е и амандманот на Вајц за вториот протокол со Бугарија. Од Европскиот парламент соопштија дека ја реафирмираат поддршката за македонските евроинтеграции, но дека напредокот во преговорите зависи од трајни и длабоки реформи, не само усвојување на потребните уставни амандмани. Вајц во пишано соопштение информираше дека е задоволен од исходот, а нагласува и дека земјава направила важни реформски чекори и дека од клучна важност е да се продолжи со напорите и да остане силно посветена на евроинтегративниот пат. За архивар плата до 100.000, за полевање цвеќе близу 90.000
имало и фантом вработени во Институтот за јавно здравје, утврдила ревизијата за 2024 година. Сите детали од Сања Трајковска-Ставров. Не се проблем само 15.000 евра дадени за кабел и 50.000 евра за еден час прослава. Во Институтот за јавно здравје 30 на луѓе од 6 до 7 години не се појавувале на работа, ама плаќале по 200 евра на колеги за да ги куцаат на врат. И така станале така наречени вработени духови. Ем ги има, ем ги нема. Од Институтот велат дека платата на архивар достигнувала до околу 100.000 денари, со плюс пари за приправности за административци кои законски не можат да ги земаат бидејќи не се медицински лица. Вакви си пресметувал и директорот. Картички за точење на бензин користеле луѓе кои во Институтот ниту ги знаат, ниту ги познаваат и не можат да ги најдат за да ги прашаат кој им дал да се извозат 150.000 денари. Ова е само дел од хаосот што владел во Институтот во 2024, ама и со години наназад, бидејќи никој не проверил како тука се работело од 2017-та, тврди сегашната директорка на институцијата Марија Андуновска, која очекува обвинителството да ги гони сите оние кои сториле криминал. Затекнавме дел од луѓето кои што со години не доаѓале на работа. Значи 6-7 години не доаѓале на работа, а примале плата. При тоа биле редовно евидентирани во системот од страна на одредени колеги и за истата таа услуга да бидат евидентирани на колегите им исплаќале по 200 евра. Се случувало еден архивар овде да зема и по 98.000 плата. Директорката спомена дека на веќе вработени им се давали и договори на дело за да земаат пари за полевање на цвеќе и чистење на двор и до 88.000 денари месечно, а директорката ги потврди и загрижувачките наводи во ревизорскиот извештај дека немало никаква евиденција за вакцините, нотираше и дека немало реагенси ни за време на епидемија. Било доведено и јавното здравје во прашање. При прогласена епидемија вие немате реагенси за диагностика од причини кои што треба да си ги објаснат претходните. Никаква евиденција на материјалното евидентирање на она што пристигнувало и она што излегувало. На прашање на Канал 5 како граѓаните по ова да имаат доверба во институтот кој по дефиниција е заштитник на јавното здравје, Андоновска вели дека од празна сметка и долгови сега финансиската состојба била средена. Уверува дека сега имаат и најдобро опремена лабораторија, мотивирани вработени и поинаков менаџмент. Растот на БДП-то во првото тримесечје годинава е 3,1%. Според овој раст, Македонија се бројува во првите 5 земји во Европа, а градежништвото е најголем двигател за растот на БДП-то со 7,2%. Во време кога регионот и светот се соочуваат со сериозни економски, безбедносни и политички предизвици, кога многу држави се борат со последиците од глобалните кризи, инфлацијските притисоци, нарушените пазари и геополитичката неизвестност, покажуваме дека можеме да одиме напред. Градежништвото е главниот драйвер, како што впрочем градежништвото е главниот драйвер во Данска. Второ, точно е тоа дека е јавната потрошувачка. Јавната потрошувачка е составена од двата дела, и тоа што го троши државата во делот на капитални инвестиции, и тоа што го трошат граѓаните кои што имаат нормални се разбира потреби. Тоа што го троши државата се капитални инвестиции и тоа се продуктивни трошења. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија одобрија почеток на преговори за укинување на роамингот со земјите од Западен Балкан. Како што пишуваат повеќе европски регионални медиуми, одлуката се однесува на отворање преговори со Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија, а се очекува Европскиот совет утре и официјално да ја одобри таквата одлука. Роаминг како дома се применува во земјите членки на Европската Унија, а во јануари регулативата беше проширена и на Украина и Молдавија. Според извештаите, европските представници очекуваат преговорите да бидат завршени до крајот на годината и формално роамингот да биде укинат во текот на следната година. Тоа беше последната содржина во вестите. Пријатна вечер.